Повелете прашања за новинарите. Кажавте дека ќе има приговори. На што ќе приговарате и каде? Правниот сектор на опозицијата ги има подготвено тоа што се официјални, точни, проблематични состојби ќе бидат процесуирани до Државната изборна комисија. Периодот е вечерва до 19 часот. Очекувам транспарентно одлучување на ДИК низ институции на системот пред очите на целата јавност. Повелете други прашања? Само малку микрофонот. Рековте дека Груевски нема да формира влада. А кој тогаш ќе ја формира владата? Реков дека Груевски не смее да формира влада. Се разбира, ако Груевски не формира влада, се знае кој ќе формира влада. Повелете. Повелете други прашања. Ве молам. Повелете. Рековте Груевски не сме да формира влада. Дали тоа значи дека СДСМ, ако биде во можност да ја формира владата, ќе коалицира со, како што велевте, доскоро криминалниот тендерашки коалициски партнер на Никола Груевски, Али Ахмети? Да оставиме времето да покаже колкав е бројот на мандати, согласно тоа да чекаме да течат сите постапки. За се ќе бидете навремено информирани. Прашање дали веќе има некоја комуникација со помалите партии од албанскиот блок кои што влегува во собранието? Комуникациите постојат на штабско ниво, заради тоа што се работува и за избирачки места и за се, комуникациите се отворени и продолжуваат. Влада? Комуникациите за се постојат. Други прашања? Очекувате ли дека Груевски така лесно ќе се предаде од тронот на власта? Да беше лесно пред 2 години ќе заборавевме на овој режим, но така се пишува историја пак. Еве заедно сите ја сплоти Македонија, падна режим со глас и се пенкали. Испадна на крајот тоа што не учеа дедовците, тоа што не може да не убие, може само посилни да не направи и еве во случајот на Македонија пообединети. Повелете? Господине Заев, малку само по-конкретно, бидејќи сите веројатно ќе се повторуваме со ова прашање. Дали вие очекувате Ахмети да му го сврти грбот на Груевски? Тоа е. Очекувам, и тоа е повикот, тоа го кажав. Сите партии кои што добија пратенички мандати, освен ВМРО ДПМН, да ја почитуваат мнозински изразената волја во Република Македонија. И тука е јасно како бел ден, волја за промени во нашата земја. Други прашања дали има? Повелете? Само малку. Само малку микрофонот да го добиете. Само едно конкретно питање. Сте ли ви разговарали со Ахметијем после избор? Почекајте да се движат процесите како што е редот. Чекаме резултати. Чекаме официјални конечни резултати од Државната изборна комисија. Се си има свој ред, Македонија има устав, има закони, ќе ги почитуваме комплетно, затоа што веќе Македонија е слободна и најавуваме демократска земја, каде што ќе владее животот. Повелете? Дали има други прашања? Уште едно. Што е со оние 30.000 гласови кои што над 30 кои што беа поништени од ДИК, кои што беа заокружена четворка и имаше некои допишувања со цртички, со плусеви, имате ли информација? Мислите на неважичките ливчиња? Ве повикувам новинарите и медиумите. Ова се важни моменти. Внимателно да ја следите работата на ДИК и да им бидете од помош. Очекувам транспарентна постапка, каде што ова државна институција ќе ги даде одговорите кои што и вас новинарите, а и граѓаните ги интересираат. Тоа е работа на ДИК, партиите имаат право на приговори во рок од 48 часа, ДИК е тој што ќе соопшти што е точно и со неважички ливчиња, и со записници, и со вкупни резултати, и со конечниот број на мандати. Други прашања дали има? Господина Заев, веќе експертите велат дека најдобро за Македонија би била некоја широка коалиција, техничка влада, контранциона и така натаму. Колку е тоа опција со ВМРО во владата заедно со вас, доколку Никола Груевски не биде таму? Јас реков дека Никола Груевски не може да формира влада и не треба да формира влада.
очекувам да доаѓа време каде што сите граѓани ќе бидат слободни и спокојни и растеретени, а партиите од власт и од опозицијата ќе комуницираат и ќе соработуваат заради интересот на реформите, заради интересот на државните интереси на Македонија и пред се и над се заради граѓаните на оваа наша земја. Овие прашања во соодветно време ќе добијат конкретен одговор. Социјалдемократскиот сојуз очекува волјата на мнозинството граѓани во Република Македонија, која што е еклатантно, јасно како бел ден, потврдена за промени, да биде преточена во институции. Очекувате власта и опозицијата да соработуваат во интерес на граѓаните, во интерес на демократските процеси, но непосредно пред изборниот ден на некој од веб порталите со сомнителна транспарентна собственичка структура читавме за многу црни сценарии, инциденти кои би следеле во постизборниот период. Се сомневате ли вие дека се можни вакви нешта? Дека треба да дојде време на животот, на слободата, на спокојот, на демократијата, на слободно изразената волја, на дебата општа во општеството, дебата помеѓу политичарите, вистински парламент кој што ќе е блиска комплетно согласно устав, ќе биде коректив на извршната власт, каде што независни интелектуалци ќе ги водат корективите на институциите, а не време во кое што гледаме под наредба од централа да протестират синоќа пред штабови на СДСМ, да урла, да пискат пред нашите домови, да носи интелектуалец, учителка, крст со Зоран Заев. Ова време граѓаните сака да го заборават. Јас зборував и за оние граѓани кои што беа принудени да гласат за режимот. И тие ќе ја почувствуваат слободна и демократска Македонија. Тоа време доаѓа и никој не може да го спречи. Сега, кога е јасно изразена мнозинската волја за промени во Република Македонија. Дали има други прашања до новинарите? Благодарам на сите на вниманието и присуството.